Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Извештајот за состојбата со исправноста на водата за пиење во планинските населени места во општина Кочани доби подршка на последната седница на Советот, но остана констатацијата дека дел од населението и понатаму користи загадена вода. Решавањето на проблемот бара околу 700.000 евра, пари што локалната самоуправа тешко може да ги обезбеди. Загаденоста на водата за пиење од изворите и водводните системи во планинските населени места на општина Кочани не може да се реши за краток период. Годишните извештаи од испитувањата што ги прави Центарот за јавно здравје покажуваат дека присуството на бактерии и недозволени хемиски елементи со години е над нормалното ниво, со повремени осцилации во зависност од временските услови или пак тековното одржување и контролирање на исправноста. На последната седница на Советот, ова прашање доби само мал публицитет и не предизвика особен интерес меѓу советниците, особено што минатата година комуналното предпријатие Водовод беше задолжено да изработи стратегија за решавање на проблемот. Затоа и стигна прашањето дали има запирање на понатамошните активности. Дали после ова состојба е направено некој чекор за да направиме нешто како општина за да обезбедиме на овие планински села во Кочани да имаат чиста и здрава вода за пиење? Одговор од надлежните во локалната администрација немаше, а како засегнат од прашањето се најде само директорот на комуналното предпријатие Водовод, според кого по изработката на стратегијата се увидело дека за решавање на проблемот се потребни многу пари. Се работи за вредност од околу 680.000 евра, за која констатиравме кога дискутиравме за самата студија, дека е сериозна бројка. Таму имаше понудено две алтернативи и двете беа исто така со високи вредности и сметам дека првата работа што треба да се направи е да се обезбедат средства за финансирање. Во буџет на општина Кочани претпоставувам дека во блиска иднина такви средства многу тешко ќе бидат обезбедени за таква намена. Има веројатно можности и начини да се стигне до некои фондове, дали од републички или меѓународен карактер, ќе треба тоа да не биде заедничка обврска и на вас како советници или нивниот состав на советници, на локалната администрација и на комуналното јавно предпријатие. Факт е дека сумата од близу 700.000 евра е превисока за да може општината самостојно да ја обезбеди во буџетот, за да се изработи проект што ќе спречи загадување на водата за пиење во населените места во планинскиот регион. Неколкуте земени кредити и други обврски од изминатиот период ја ставаат во нелагодна позиција локалната власт за да помисли на ново кредитно задолжување. Молчењето на седницата на Советот може да се протолкува дека прашањето за исправноста на водата не е меѓу приоритетите, барем до крајот на овој мандат. Општина Кочани годинава ќе намени околу 11.000 евра за поставување метална заштитна ограда на повеќе локации во градот. Во тек е постапката за избор на изведувач на работите, а поставувањето ќе се изведува сукцесивно во текот на годината. Близу 680.000 денари ќе потроши општина Кочани од сопствениот буџет за поставување заштитни огради на неколку локации во градот. Средствата се планирани со програмата за изградба на комуналната инфраструктура за оваа година и во споредба со лани тие се поголеми за околу 50%. Поставувањето на заштитната ограда ќе се реализира според приоритетните потреби, односно на места што се сметаат за најкритични по безбедноста на граѓаните. Се планира да бидат поставени метални огради според претходно изработен технички нацрт, а вкупната должина изнесува 700 метри. Тоа е скоро за половина повеќе во однос на минатата година, кога за истата намена беа потрошени над 670.000 денари за огради во должина од 450 метри. Според одговорните во општинската администрација, потребата од поставување заштитни огради е најголема на поодделни улици каде веќе има или е планирана изградба на подпорни ѕидови. Дел од оградите ќе бидат поставени на места за кои биле добиени и барања од граѓаните, пред се поради поголема безбедност при движењето на најмладите, особено во текот на вечерните часови. Јавниот оглас за избор на изведувач на работите веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 7 февруари. Изработката и поставувањето на металните огради ќе се реализира сукцесивно во текот на годината.
Полагањето на првиот предмет од екстерното тестирање во кочанските училишта помина без проблеми. И во двете средни училишта немаше отсутни ученици. Утре ќе се знае и предметот што ќе го полагаат учениците во вториот дел од екстерното, што ќе се полага в четврток. Од денеска 30 јануари стартуваше полагањето на екстерното тестирање за учениците од завршените години 3 и 4. Во Средното општинско училиште Гоша Викентиев пријавени беа 199 матуранти и истите ученици го извршија полагањето на првиот предмет. Истите беа поделени во 3 групи и полагањето помина без никакви проблеми, истакна Димче Сребренов, директор на Средното општинско училиште Гоша Викентиев. Во Лупчо Сантов пак пријавени беа и полагаа 195 матуранти, распоредени во 4 училници. Во ова училиште, поради застареноста на техничката опрема, при полагањето имало одредени блокирање на компјутерите, кои што биле навреме отстранети и не представувале проблем за поголеми прекини или неможност на учениците да полагаат, истакна Доне Донев, директор на Средното општинско училиште Лупчо Сантов. Во текот на утрешниот ден ќе биде истакнат распоредот на вториот предмет што матурантите ќе го полагаат в четврток. Резултатите од тестирањето ќе бидат објавени на 7 февруари, пошто ќе тече и рокот за приговори, кога учениците ќе можат да поднесат доколку не се задоволни од резултатите. Тестирањето го следеа надворешни наблюдувачи избрани од Државниот испитен центар. Ќе се реновира Центарот за култура Бели Мугри. Во првата фаза ќе се реконструира дрвенаријата и фасадата, а во втората неговата внатрешност. Со реновирањето во Центарот ќе бидат создадени услови за подобри активности на ансамблите и групите кои што работат. Со буџетски средства на Министерството за култура ќе започне реконструкцијата на зградата на Центарот за култура Бели Мугри. Градежните активности ќе се реализираат во 2 дела. Во првата фаза ќе се реконструира дрвенаријата и фасадата на Центарот, а во втората внатрешноста на Центарот кој е граден во далечната 1950 година. Со реновирањето во Центарот ќе бидат создадени услови за подобри активности на ансамблите и групите кои што работат. Паралелно се продолжува и со реализација на програмата, која што во најголем дел е прифатена од страна на Министерството за култура на Република Македонија. Во рамките на ликовната дејност пак ќе се реализираат неколку изложби на ликовни колонии низ Македонија, како и 2 самостојни изложби на наши ликовни творци и тоа Марија Мицова Гацева и на Ивана Младеновска, истакна директорката на Центарот за култура Кристина Атанасова Арсова. Во рамките на драмската дејност ќе биде работена представата Алиса во земјата на чудата во режија на Кристина Атанасова Арсова, а во кореографија на Андријана Андреевска. Тоа ќе биде балетско-театарска представа за деца, истакнува Атанасова Арсова. Во делот на фолклорната дејност, Министерството и годинава ќе финансира работата на фолклорниот ансамбл Мугри, како и на одржувањето на меѓународната културна манифестација Петроденски конаци, која што годинава ќе се реализира по 11 пат. И на коминатата година Центарот за култура Бели Мугри реализираше вкупно 90 културни манифестации од различни области. Општинската организација на Црвениот крст Кочани преку работилници го развива чувството на хуманост кај децата уште од најмали нозе. Активноста е во соработка со детската градинка Павлина Велјанова. Преку игра и забава децата да се запознаат со Црвениот крст како организација, која е работата на Црвениот крст и да се развива хуманоста кај нив од најрана возраст, е целта на работилниците што втора година поред се организираат со децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Целта на овие дисциплинарски сесии е преку игра и забава самите најмали членови на општеството да научат за самата организација за Црвениот крст, за емблемот што го користи, што работи, а воедно и да развиваме хумани вредности како чувства за емпатија, солидарност, грижа и помош за друго лице. Вакви работилници денеска се одржаа во 2 од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова, а утре ќе се одржат уште 2 такви работилници. Оваа активност во Кочанската градинка се реализира по втор пат. Минатата година помина доста успешно. Коцева се заблагодари на раководниот тим на управата на градинката, што секогаш се отворени за соработка со Црвениот крст. Планот за крводарување во Кочани реализиран со 95%. За годинава е планирано да се реализираат 24 крводарителски акции или да се соберат вкупно 1462 крвни единици.
Општинската организација на Црвен крст од Кочани го официјализираше планот за крводарување за 2017. Анета Коцева, секретар на Општинската организација на Црвениот крст, истакна дека според планот годинава се очекува да бидат реализирани 24 крводарителски акции во Кочани и населените места, како и во општините Зрновци, Чешиново, Облешево. За годинава планирано е да се соберат 1462 крвни единици и Коцева смета дека со организирани активности преку целата година планот ќе биде остварен во целост. Минатата година планот за доброволно крводарување Општинската организација на Црвениот крст Кочани го реализираше со 95%, што е во рамките на очекувањата. Собрани се вкупно 1291 единица крв во 20 на акции. Годинава ќе бидат организирани и неколку военни акции. Општинската организација на Црвениот крст Кочани организира крводарителски акции секој последен четврток од месецот, а наредните две ќе бидат реализирани во февруари на терен и во просториите на Општинскиот Црвен крст. Следуваат информациите од спортот. Каратистот Мартин Стојменов е најдобар спортист на општина Кочани за 2016 година. Комисијата која ги разгледуваше пристигнатите предлози од клубовите оцени дека 5 година поред тој постигнал најзабележителни резултати на домашните и меѓународните надпреварувања. Титулата најдобар спортист на Кочани за 2016 повторно му припадна на каратистот Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан. Таквото признание тој го добива 5-та година поред, а изборот се одржа во организација на локалната самоуправа на Кочани во соработка со представниците на Сојузот на спортови и на новинарите од општината. Сепак, Стојменов со само 1 поен повеќе на гласањето беше подобар од својот клубски колега Роберто Здравковски, кој се најде на второто место и со слични резултати од учеството на меѓународни и домашни турнири, исто така можеше оправдано да ја понесе титулата најдобар. Понатаму на листата за спортист, според добените поени следуваат гимнастичарката Јана Николова, тенисерката Даниела Колева, гимнастичарот Стојан Атанасов, джудистот Александар Алексов, фудбалерката Верица Георгиева, кошаркарот Александар Тодосиев и фудбалерот Кристијан Блажев. При изборот на најдобрите во категоријата млад надежен спортист за 2016 од пријавените 22 во конкуренција влегоа 10. Во екипна конкуренција и овој пат најуспешен е карате клубот Партизан, со оглед што во текот на минатата година неговите членови имаат освоено најмногу медали и признанија на домашните и меѓународните надпреварувања. А за најдобар меѓу тренерите е избран токму нивниот тренер, Оливер Коцев. Посебни признанија за спортски личности на годината добиваат Тошо Антов, Борис Попгеоргиев и Лоранс Марков, членови на планинарските клубови Осогово и Москито, со оглед што во текот на минатата година ги освоија сите највисоки врвови во Европа и на Балканот. Признание за придонес во фудбалот добива Лазар Балдазаров, поранешен голман на Осогово и други клубови во Македонија, а сега тренер на голманите на Кочанскиот фудбалски третолигаш. На изборот едногласно беше решено посебно признание за афирмација на гимнастиката и спортот да му се додели на Ѓорги Тодосиев, поранешен гимнастичар, педагог и спортски работник, кој е и еден од авторите на книгата посветена на овој спорт. И уште една информација од спортот. Викендов во Оризари се одржа вториот турнир во футсал во рамки на одбележувањето на Свети Атанаси, празникот на населбата. Учествуваат 4 екипи кои се надпреваруваат во 3 категории во пионерска конкуренција. Стотина најмлади фудбалери од 4 фудбалски екипи кои се надпреваруваат во детските регионални лиги учествуваа на вториот поред турнир во мал фудбал Свети Атанаси, чиј домакин и организатор беше фудбалскиот клуб Младост Тошев од Оризари. Покрај домакинот, учесници на надпреварите беа и екипите на Фудбал Старс од Кочани, Слога 1934 од Виница и Постолов Пандев од Штип. Иако се најавуваше и учество на минатогодишниот севкупен победник, екипата на Young Boys од Неготино, од оправдани причини годинава тие не дојдоа во Оризари. Учесниците на турнирот се надпреваруваа во пионерска конкуренција во 3 категории, односно за деца родени 2006, 2007 и 2008 година. Патрон на Оризари Свети Атанас Велики, значи тоа беше мотиво да организираме овај турнир во Сава. Помогатели се општина Кочани, бизнис сектор од Оризари и Кочани. И не, значи има многу талентирани фудбалери и од трите генерации
Че сите вие се преварваме во детската лига Исток, че има голем потенцијал, треба голема работа и помош од општината. Во финалниот надпревар за пионери родени 2006 година играа Младост Тошев и Слога 1934, а по нерешениот резултат од 1:1 во регуларниот дел, подобри во изведувањето пенали беа виничани и го освоија првото место. Кај генерацијата 2007 во финалето играа Младост Тошев и Фудбал Старс, при што со минимална победа од 4:3, првото место и припадна на екипата од Кочани. Во најмладата категорија фудбалери родени 2008 година, за првото место играа Слога 1934 и Постолов Пандев, а Штипјани беа поубедливи и со 5:1 ги совладаа виничани и го освоија првото место. Признанието за најдобар играч во генерацијата 2006 му припадна на Гораст Митев од Младост Тошев, во генерацијата 2007 на Ненад Малинов од Фудбал Старс, а кај генерацијата 2008 за најдобар фудбалер на турнирот беше прогласен Бојан Велков од Постолов Пандев од Штип. За најдобри голмани по генерации беа прогласени Лазар Иванов од Слога, Никола Арсов од Младост Тошев и Филип Лазаров исто така од Слога Виница. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.